Без јасен концепт, но и реална и економска политичка понуда, социјалдемократите и лидерот Зоран Заев во континуитет посегнуваат по прашања кои се од највисок национален интерес, сметаат експертите. Аналитичарот Александар Даштевски вели дека реториката на Заев за двојазична Македонија и редефинирање на државата би била подгревање на меѓуетничките страсти, кои би можеле подолго да држат тензија. Рече дека рамковниот договор повторно ќе се отвора, што би било погубно, трагично за Република Македонија, дека уставот ќе се менува, што исто така е недозволиво, бидејќи за промена на уставот треба да се согласат сите овие 4 главни фактори, што се сериозни веќе работи за кантонизација, како што повеќе аналитичари, овие денови рекоа дека не може на сила да му се наметне на некој да учи друг јазик, и тоа значи дека во Струмица некој што се занимава со бизнес ќе се учи албански јазик како сака, тоа ако му треба ќе се учи. И во сите други градови, како што и албанците не зборат, сите македонци, тие што сакаат учат, тие што не сакаат не учат. Според експертите, прашањето за воведување двојазичност на целата територија на Македонија и рекомпонирање на државата, опозицијскиот лидер во неколку наврати го најави и пред изборната кампања. Тој нагласи дека ако е потребно ќе се промени и уставот, со цел за да се воведе така наречениот граѓански концепт за кој се залагаат. Заев и пред албанската дијаспора во Швајцарија отворено говореше за еднаквоста при употреба на јазиците и истакна дека рамковниот договор не бил доволен и требало да се напуштат рамките. Јас сум истиот Зоран Заев, кој што ја отвори јавно употребата на јазиците во Македонија и еднаквоста и рамноправноста во државата. Иако од СДСМ тврдат дека станува збор за погрешно интерпретирани изјави, Заев во изминатиот период истите ставови ги повтори на неколку места. Пред настапот на една албанска телевизија и оној пред албанската дијаспора во Берн, лидерот на опозицијата и во интервју за портал најави дека во борбата за глас повеќе од албанците е подготвен албанскиот јазик да стане официјален во сите градови на Македонија. Призна дека со воведување на двојазичност смета на албанските гласови. Без разлика дали ние ќе имаме коалиција со албански партии или не. Јас сметам на албански гласови во овој процес на избори пред кој што сме исправени. И очекувам СДСМ да добие најмногу албански гласови, па после некоја друга политичка партија од албанскиот блок. И ги имаме сите причини на светот тоа така да се случи. Прашањето за албанскиот јазик Заев го отвори уште во 2015 година. При гостување во една косовска телевизија ветуваше албански јазик во градинките, основните и средните училишта. Покрај изјавите за двојазичност, лидерот на СДСМ во 2010 година од трибина во Валандово истакна дека за нив е прифатливо и име со географска одредница во однос на грчко-македонскиот спор, а многу прашина во јавноста крена и ставот на Заев дека за името треба да се свитка кичмата. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз е многу јасен. За нас е прифатливо име со географска одредница. Тргувањето на СДСМ и Заев со националните интереси не е ново, велат дел од експертите, но од година во година она што се става како понуда од социјалдемократите носи се поголем ризик за македонските национални интереси.